Ова издание. Македонскиот претседател Пендаровски свика Совет за безбедност. Главна тема – ситуацијата со енергетската криза. Шефот на нуклеарното надзорно тело на Обединетите нации реферира за нуклеарната безбедност по посетата на нуклеарната централа Запорожје во Јужна Украина. Кога Јелоустон беше назначен за национален парк, индијанските племиња беа истерени. Историјата се фокусираше на истражување на белците. За прв пат по 150 години обид да се чуе гласот на домородните американци. Ке ви каже, останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Боџиевски. Првиот човек за нуклеарно наблюдување при Обединетите нации денеска ќе објави извештај за нуклеарната безбедност и безбедносната ситуација во Украина по посетата на неговиот тим да ја испита нуклеарната централа Запорожје во Јужна Украина. Еве ги деталите. Генералниот директор на Меѓународната агенција за атомска енергија, Рафаел Гроси, исто така ќе го информира Советот за безбедност на Обединетите нации за наводите на неговиот тим, соопшти МАЕ. Инспекторите на Меѓународната агенција пристигнаа во централата Запорожје на 1 септември да ја проценуваат штетата на локацијата, колку добро функционираат безбедносните системи и условите за украинскиот персонал кој работи во централата, а која е под руска контрола. На тема нуклеарни централи се разговараше и во Германија, која во понеделникот објави дека ќе ги задржи на подготвеност 2 од 3 преостанати нуклеарни централи до крајот на годината, бидејќи земјата претрпува криза со газ. Германскиот министер за економија во понеделникот рече дека 2 нуклеарни централи ќе останат достапни до средината на април 2023 година во случај на потреба. А во Скопје, Советот за безбедност кој го свика македонскиот претседател Пендаровски ја разгледуваше енергетската криза и начините за нејзино надминување. Премиерот Ковачевски најави план за пребродување на зимата, веќе се работи на негова реализација. Клучно е дека владата во Скопје планира зголемување на домашното производство на струја за 25%. Деталите од Владимир Мирчевски. Ова есен, зима, следната пролет се најтешки во повоената македонска држава и ние тоа ќе го издржиме и ќе го пребродиме заедно. Уверуваше премиерот по денешната седница на Советот за безбедност на која се разгледуваше енергетската криза и начините за нејзино надминување. Ковачевски вели дека план за пребродување на зимата е утврден и дека веќе се работи на негова реализација. Клучно е дека владата планира зголемување на домашното производство на струја за 25%. Активностите предвидуваат и обезбедување доволни количини на јаглен, мазут, газ за производство на електрична и топлинска енергија, како и набавка на дополнителна електрична енергија. Овој план според владата би значил дека би немало рестрикции за потрошувачите доколку нема испади во системот. Во најтешкиот период за нас, кој започнува на 1 октомври до следниот април, односно април идната година и понатаму до почетокот на летото, на сите македонски граѓани дома, на сите ученици и студенти, на сите микро, мали и средни бизниси да им обезбедиме најниска можна цена на електрична енергија, најниска можна цена и непречено снабдување со топлинска енергија, воопшто енергија за нивните потреби, кај и да се, кога и да се. Ковачевски апелираше до сите, и граѓаните и бизнисите да штедат електрична енергија, зашто ситуацијата, како што рече, е алармантна. Цените на светските берзи на струја се екстремно високи. Снабдувањето со топлинска енергија, парно за 55.000 домаќинства во Скопје, ќе го преземе државната ЕСМ. За бизнисот државата планира обезбедување струја по цена пониска од берзанските. И шефот на државата кој го свика Советот за безбедност повтори дека предстојниот период ќе биде многу тежок. Не е тајна дека како Европа, така и нас не очекува тешка зима. Нарушената безбедност на европскиот континент поради војната во Украина предизвика тектонски промени и неколку кризи кои се чувствуваат во повеќе сектори. Во обид да се ублажат ефектите од енергетската криза, Скопје и Софија вчера договорија Бугарија од октомври да испорачува на земја во околу 5 гигавати струја дневно за потребите на индустријата по цена која дополнително ќе се утврдува. За гласот на Америка од Скопје, Владимир.
За крај на News Flash, во западните сојузни држави Монтана и Вајоминг, националниот парк Јелоустоун ја слави својата 150 годишнина со промовирање на приказните за домородните племиња кои биле принудени да го напуштат паркот при неговото основање. Наташа Мозговаја има повеќе детали. Националниот парк Јелоустоун има некои од најпознатите природни чуда во светот, вклучително и гејзерот Old Faithful, кој привлекува милиони посетители годишно. Помалку добро промовирани се приказните на домородните американци, за кои археолозите велат дека живееле во оваа област најмалку 11.000 години. Кога Јелоустоун беше назначен за национален парк, индијанските племиња беа истерани. Историјата на паркот се фокусираше на истражување на белците. Сега, за прв пат по 150 години, во паркот беа подигнати паметници и првите луѓе на оваа земја ја раскажуваат својата приказна. Прославите на годишнината вклучуваат културни настани и јавни собири кои истражуваат историјата на американските индијанци во паркот. Насилното отстранување на племињата започнало кон крајот на 19 век. Семејството на поглавицата на племето Шошок Банок, Винона Тиндор, беше едно од последните кои били истерани. Баба ми рече да не доаѓам овде, а ми рече да не зборувам за овие работи, зашто тоа е лош спомен за неа, кога била истерана од незината татковина. Многу емотивно, затоа што ова беше незината татковина и беше кажано да замине и никогаш да не се врати. Таа никогаш и не се врати. Адвокатот на Блекфит и уметникот Иван Томсон ги прикажува племињата кои се обраќаат на судовите за повторно да ги потврдат своите традиционални ловечки права во уметничка форма, развиена од домашни уметници кои повторно користат хартија. Уметноста на кожа јас би го нарекол полутрадиционална форма на индиската уметност на рамнината. Историски гледано мажите оставиле воен запис така што го сликале на кожа или на воените кошули. И така со воведувањето на резерватите и исчезнувањето на биволот, кожата станува многу оскудна. Така луѓето оделе во тврдините и на другите места за да добијат документи за да го остават овој запис, нивниот личен историски запис за нивните семејства. На прославата, сопранистката Кирстен Кункл дебатираше со својата композиција Reclaim the Land. Очигледно, луѓето нема повторно да се населат во Јелоустоун. Тоа е национален парк, но сакаме културите да бидат познати и сакаме луѓето да ги признаат племињата кои некогаш ја населувале оваа земја и низ цела Америка. Знаете, не сме познати само по резерватите или по казината. Имаме длабоко културно наследство. Уметничката од племето Северен Апарахо и Северна Паути, Пети Балдес, го оживеа бизонот изваен од гранки од врба со парови танчери од различни племиња, вклучувајќи мајки и ќерки. Многу години не знаев како да се чувствувам, затоа што тоа е некако или туристички, или како музеи, каде што не можем да допрам ништо. И навистина е важно моите врсници, луѓето од оваа земја, да чекорат гордо. Главниот ренџер на паркот, Кам Шоли, вели дека никој не може да ја раскаже таа приказна како што можат луѓето чии предци живееле тука. Тие беа на ова подрачје долго време пред Јелоустоун да стане национален парк. Направивме значителен ангажман, особено во годината што води кон 150 годишнината, со сите племиња да ни помогнат да ја завршиме задачата. Службата на националните паркови има должност да ја раскаже историјата на Америка, доброто и лошото се разбира. Шоли вели дека е важно овој ангажман на годишнината од паркот да не е еднократна работа, туку точка за ресетирање да се прави се повеќе, но и повеќе со вклучување на племенските заедници во иднина. Тука е крајот на News Flash. Јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За повеќе информации појдете на glasnaamerika.com. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер. Се гледаме утре.